За нашата следна гостинка станува збор за доктор Билјана Црцарева, која што е специјалист по нуклеарна медицина, и со неа ќе зборуваме за пост-ковид компликациите на тироидната жлезда. Докторке, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Ви благодарам на поканата, секогаш е чест да се присуствува во вашето студио. Јас би започнала со нешто што често пати го слушаме, а што е апсолутно неточно и веројатно вам ви е многу смешно, а тоа е кога некој ќе рече имам тироидна или ми пронајдоа тироидна жлезда, што е апсолутно неточно затоа што сите имаме тироида, така, без тоа не би можело. Скоро секој преглед започнува со истото прашање, дали имам тироидна жлезда. И од тука ние секогаш го правиме овој вовет во разговорите пред телевизиите. Значи, сите имаме тироидна жлезда, односно тироидната жлезда е орган како и сите останати, како срце, бубрези, мозок и останатите, со тоа што кажуваме дека е диригент во организмот, значи без нејза не би можеле да живееме, заради тоа што ги контролира буквално сите механизми на останатите органи. Точно е дека може да се роди и бебенце без тироидна жлезда, меѓутоа за среќа, уште во првите 24 часа од раѓањето, ја поставуваме диагнозата со тоа што задолжителен скрининг од пред 20 на години е да се проверат после раѓањето задолжително тироидните хормони на бебето и со тоа веднаш знаете дали истото се родило со тироидната жлезда или има проблем, односно се родило без тироидна жлезда. Тоа е појава за среќа не многу честа, меѓутоа само како илустрација, исто како што може да се роди бебенце со еден бубрак. Среќата е тука што можеме веднаш да ја поставиме диагнозата и да стартуваме со евентуално лекување. Бил многу мал орган, но од исклучително големо значење. Без него немало живот, така велат. Така. Зошто е толку значаен? Значи, тироидната жлезда е ендокрин орган или жлезда со ендокрино лачење, малецка, со тежина не повеќе од 20 до 30 грама и со големина во еден од пресеците околу 2 сантиметри. И можете да замислите колку е тоа малецок орган, а моќен. Мокност е заради тоа што создава хормони, тоа се двата хормони од тироидната жлезда Т3 и Т4 или познатиот тироксин кај пациентите, а другиот тетрајодтиронин или Т3 хормонот, кои што го одржуваат метаболизмот во организмот. Од самиот метаболизам тука веќе доаѓа и одговорот за работата на срцето, на мозокот и на сите останати органи. Ја нарекуваат уште и штитна жлезда. Од што се не штити? Ја нарекуваат штитна жлезда првично заради тоа што изгледа како штит, значи од тука доаѓа, тоа е првиот како пеперутка. И пеперутка, негдека и заштитниот знак за тироидната жлезда е пеперутката. А второ е затоа што не штити од сите компликации кои што можат да настанат. Самите тироидни хормони одржуваат работа на срце, што значи ако ги немаме во доволно количество, нема да работи срцето како што треба, ќе настанува или состојба на забрзана функција на срцето или забавена. Тоа е се во зависност дали лачи тироидната жлезда доволно хормони или не лачи. Ако не лачи доволно хормони, влегува во состојба наречена хипотиреоза или намалена незина функција, па од тука се забавува и функцијата на срцето. Ако лачи повеќе, тогаш е хипертиреоза, па настанува забрзана функција на срцето. Од друга страна, може да го контролира метаболизмот на протеините, јаглехидратите, мастите, па доколку ако лачи повеќе, ќе настане многу брзо слабење кај пациентот. Ако не лачи, ќе настане дебелење. Од тоа се тука доаѓа штитна или во што све нели може таа да не контролира или да не штити. Колку се чести заболувањата? За жал, Македонија до негдека 50-тите години била ендемска држава, односно што значи тоа? Држава во која што бил голем проблем тироидната жлезда, односно заболувањата на тироидната жлезда. Од тука и негдека повеќе од 90% од населението страдало од некакво тироидно заболување. Се знае зошто? Се знаело, точно се знаело, бидејќи имало недостаток на јод. За среќа, започнува еден голем скрининг во тие години и одлучено е да се започне со јодирање на еден прехранбен продукт. Во нашата држава тоа е солта, која што секојдневно се употребува. Нашиот ценет професор Карамфилски го започнува целиот тој процес со останатите своји колеги и
после години се доведува Македонија во состојба која што можеме да кажеме дека се искоренува ендемскиот проблем со тироидната жлезда. Меѓутоа, сепак остануваат оние наследни фактори кои што нели од генерација на генерација се пренесуваат, а дополнително нашиот стил на живот, стресот секојдневен што го поминуваме, дополнително сега ја отежнува состојбата и повторно се актуализираат заболувањата на тироидната жлезда и повторно ќе кажам за жал, влегуваат во групата на чести заболувања. Најчест причинител сушност е генетскиот фактор. Може да се каже, бидејќи веќе го искоренуваме факторот недостаток на јод, бидејќи тука веќе јодот е коригиран со внесот на солти и тука би потенцирала дека пациентите не треба на своја рака во вишок да го внесуваат јодот, бидејќи само се прават компликации. Вишокот на јод најчесто го внесуваме преку оние народни стари препарати што ги внесуваме преку младите оревчиња со ликери или со мед и тука веќе правите непотребно оптеретување на тироидната жлезда, кое што може подоцна да направи несакајки проблем. Така да тука би го спомнала како најчеста причина генетиката и плюс автоимуните заболувања. Што значи горе-долу и кај едното и другото не е нешто што ние можеме да спречиме. Апсолутно. Единствено, нели ако можеме да научиме да живееме и полесно да го совладуваме стресот, за да можеме да ги превенираме на некој начин, барем таа група на заболувања. Колку што успеав да видам, нели ние сите за жал од интернет се едуцираме, поделени се во неколку групи заболувањата, но секако дека вие тоа побаво ќе ни објасните во какви групи и зошто така. Поделени се во две големи групи. Тоа се функционални и морфолошки заболувања. Под функционални влегуваат овие што пред малку ги спомнав, хипо и хипертиреозата, односно недостатокот или вишокот на тироидни хормони. Тоа значи дека е засегната функцијата, таа не функционира, не работи добро и со тоа или не произведува доволно хормони или пак повишок ги произведува. Другата голема група се морфолошките, кога самата структура на тироидната жлезда е засегната. Што значи тоа? Таа или се зголемува, или се намалува, како и секој орган, значи што може да биде и зголемен и намален. Понатаму може на нејза да се појават одредени нодуси или ке пациентите познати чворови, цистични промени и последното исто што спаѓа во групата на морфолошки заболувања е карциномот, односно малигните заболувања на тироидната жлезда. Уште поголем проблем е, колку што разбрав, не само заболувањата на самата жлезда, туку сите оние заболувања што таа после ги предизвикува на организмот, пореметување или како би ги нарекли. Така, апсолутно, доколку тироидната жлезда не функционира како што треба, тогаш се засегнуваат сите останати, засегнати се сите останати органи. Повторно би почнала со срцето преку состојбите на ритми, тахикарди или брадикарди, намалена или забрзана срцева акција. Понатаму, еве ќе тргнам бидејќи е многу почесто кај жените да се појави како заболување. Тој некако сооднос е 1:7, па во поновата литература дури оди и према 1:10, 1 маж наспроти 10 жени. И тука е многу често засегнати се репродуктивните органи, што значи ако немаме доволно тироидни хормони, компликациите може да го трпат репродуктивниот систем, па ке жената да се јави проблем во однос на забременувањето или пак воопшто во нарушување на менструалниот циклус. Логично дека ќе ве прашам зошто жените повеќе страдаат. Една од причините се сите хормони, гинеколошките, заедно со тироидните хормони, а второто се претпоставува дека е самата сензитивност, поголема сензитивност кај женската популација и полесно подлегнувањето на стресогените фактори. Секако дека рековме, меѓу другото ќе зборуваме за пост-ковид последиците, така што стигнуваме сега до ковидот, но претходно со каков имунитет располагаат луѓето кои што имаат заболување на тироидната жлезда? Дали се поподложни на вируси од останалите? Иако има една група на заболувања, така наречени автоимуни заболувања, во кои што спаѓаат познатиот Хашимотов тироидит, кој што е многу чест проучуван сега, станува една дилема тука, дали е сега нешто повеќе манифестиран или како во процент повеќе го гледаме, или пак диагностиката која што забрзано од ден на ден се повеќе се развива е таа која што ни дозволува да ние понавремено и побрзо го детектираме. И би
мислам, мојот став е дека е повеќе тоа што медицината оди напред и нас побрзо ни дозволува да ги детектираме овие заболувања. Така да иако станува збор за автоимуност, значи Хашимотовиот, кој што може да оди во две фази, повторно хипер, зголемена и хипонамалена, и втората автоимуна компонента, односно второто автоимуно заболување Грейвс базедовата болест, која што секогаш оди само со хипертироза, односно забрзана функција, не се толку поврзани со тоа каков е имунитетот на пациентот. Значи, не е дека како е паднат или ослабен имунитетот, ќе се развијат овие заболувања. Значи, овде станува збор за автоимуност, кога тироидната жлеза едноставно не се препознава како свој орган во човековото тело, наспроти падот на имунитетот и оние одбрамбени бели крвни зрнца, односно Т Б лимфоцитите во друга група, кои што не штитат од самите заболувања. Спаѓаат ли во ризична група? Во однос на ковид заболувањата, многу голема дилема беше на почетокот, дали кога беа изолациите, кога требаше луѓето да се ослободат од работните обврски, Дали ова категорија на пациенти кои што се во ризична група, веднаш ќе кажам дека не се. Значи, ова се најчесто хронични заболувања, кои што не прават некој голем проблем ако пациентот е редовно контролиран и под терапија. Значи, на почетокот, да, одат манифестациите побурно, треба да ги следите, да ги третирате како што треба, меѓутоа подоцна тоа е еден хроницитет кој што бара само редовно контролирање и тие не спаѓаат пациенти во ризична група за еве конкретно ковид инфекциите, а би кажала и воопшто и за другите заболувања. За да стигнеме до компликациите, прво да ве запрашам што и прави ковидот на тироидната жлеза? Каков удар и задава? Значи, веќе е познато. Ковидот е горнореспираторен вирус, кој што како што ја засега трахеата, белите дробови, така ја напаѓа и тироидната жлеза. Значи, едноставно се всадува во тироидната жлеза и прави деструкција на незините клетки, односно на тиреоцитите. Не е тоа веднаш компликација која што ќе се развие. Значи, тоа е нешто што се развива најчесто 4-6 па негдека и до 8 недели пост-ковид периодот. Значи, завршува ковидот, тироидната жлеза, мислиме навидум дека нели функционира секако што треба и потоа пациентот едноставно го добива ударот и се манифестира најчестата компликација, а тоа е така наречениот субакутен тироидит или воспаление на тироидната жлеза. Исто како било кое вирусно воспаление, со тоа што се манифестира најчесто со болка во грлото, така пациентот го кажува, а болката практично не е во грлото, него е во предел на тироидната жлеза која што се наоѓа во долната третина од вратот, меѓутоа нели е во линија на грлото, па многу често пациентите се жалат дека имаат болка во грлото, не сваќајќи дека е тоа болка во тироидната жлеза. Понатаму се јавуваат температури покачени, кои што за среќа не се многу високи. Не би требало да надминат негдека повеќе од 38, најчесто се тоа некои температури 37,5 до 37,8. Има исклучоци каде што температурата е повисока, меѓутоа за среќа тие се во помал процент и обично е вечерна температура. Тогаш е поманифестно воспалението. Понатаму се јавува сите фази на самото воспаление поминува низ 3 фази. Првата фаза е така наречената хипертиреотична фаза, кои што се сите 3 транзиторни, односно минливи, и од која ќе помине воспалението, тироидната жлеза си се враќа во една своја нормала. Многу мал процент, од 1 до 5% остануваат во втората, односно таа хипотиреотична фаза, меѓутоа не би сакала да ја потенцирам, бидејќи се тоа многу мал процент на пациенти. Првата фаза, кога е најдраматична, да кажем, тоа што пациентот најмногу го чувствува покрај температурите и болката, се фазите како за хипертиреоза. Пациентот слабе, затоа што со деструкцијата на тиреоцитите излагуваат тироидните хормони во циркулација. Се јавува едно потење, се јавува едно срцебиење и тука настанува стравот кај пациентите, кои што ги тера да појдат и да се проверат. И веќе од крвната слика која ќе се направи заедно со биохемијата, гледаме дека станува збор за состојба наречена субакутен тироидит, каде што следиме силно покачена седиментација, силно покачени тироидни хормони Т3, Т4, еден супримиран ТСК, бидејќи тоа е една обратно пропорционална спрега, и го следиме особено пост-ковид и ЦРП
како маркер кој што е за инфламација до пред некоја година покарактеристичен за бактериските инфекции, меѓутоа сега веќе знак и за вирусните состојби, како еден параметар кој што ќе ни потврди дека станува збор за субакутниот тироидит. Кога пациентите се јавуваат кај нас во нашите ординации, на ординациите на тироидолозите, односно специјалистите по нуклеарна, правиме уште дополнителни диагностики за да го потврдиме 100% дека е субакутниот тироидит. Нормално ехографски карактеристики гледаме, тоа е една така наречена флекаста тироидна жлезда. Тироидна жлезда каде што гледате ситни дупки, односно хипоехогени регии кои што се нападнати од самиот вирус, а скенографски не ја детектирате тироидната жлезда. Значи таа деструкција буквално прави немоќ на тироцитите да го прифатат радиоактивниот материјал кој што сме го дале кај пациентот за да можеме да ја визуализираме тироидната жлезда. Што значи еден така наречен празен скен, ехографска флекаста тироидна жлезда, лабораторија во прилог на хипертиреоза со покачена седиментација и ЦРП ви дава една 100% диагноза дека станува збор за субакутен тироидит, кој што е најчестата компликација кај пост-ковид пациентите. Вие рекоте дека сметате дека е особено важно да се зборува за тоа како треба да се третира сега оваа состојба. Апсолутно. Значи тука би упатил апел не само кај пациентите, туку и кај нашите колеги, кога ќе погледнат високата седиментација и ЦРП и кога пациентот ќе се пожали на болка во грлото, да не се стартува веднаш со антибиотик. Нема потреба. Ова е вирусно воспаление. И како секој вирусно воспаление треба да се третира симптоматски. Има покачена температура, ќе дадеме антипиретик. Има болка, ќе дадеме аналгетик. И најчесто одиме со парацетамоли или лекарства од групата на нестероидните антиинфламаторни лекови, како што се бруфенот, кетоналот, нифламот. Значи тоа е таа група која што ни го смирува воспалението и во исто време ја смирува болката. Трае оваа состојба, да не се обесхрабруваат пациентите. Кај одредена група може да трае до 1 месец и со болка и со температура и хипертиротична фаза. Меѓутоа, за среќа полека потоа од хипертиротичната ќе влезе во втората, хипотиротична фаза, значи таа е транзиторна, кога ќе се смени состојбата, ќе се потрошат хормоните, па тироидната жлезда полека треба да почне да создава нови хормони, меѓутоа и треба време, нормално, тогаш пациентот е во хипотироза, тогаш е веќе се помирно. Повеќе се имаат потреба да се одморат, повеќе бараат сон, ги враќаат килограмите што ги изгубиле, се смирува срцето и за кратко време, значи кратко, некдека може тоа да биде и 3-4 месеци, значи комплетно додека да се стабилизира, се си е во ред. Значи заради тоа апелот е да не се стартува кога ќе се видат овие параметри со антибиотик и кога ќе се видат промените во тироидните хормони да се дава терапија за тироидната жлезда. Значи немате потреба да ја третирате оваа состојба. Транзиторна е, минува и се очекува се да си заврши многу едноставно. Со лаички зборови кажано, едноставно е фаза и треба да помине. Точно. Јас се надевам дека ќе имаме време да вклучиме барем уште еден гледач, затоа што секогаш е поинаку кога паталец ќе си праша за својот проблем, така што доколку има нека ми дадат сигнал и секогаш е добро да се надоврзиме на вашата пракса. Како еве конкретно вашите пациенти го поминаа ковидот и овие пост-ковид компликации? Така. Пациентите кои што има било какво заболување со тироидната жлезда, дали тоа беа од групата на хипотирози или морфолошките, сметам дека го помина едноставно период и се уште го поминуваат едноставно периодот со ковид. Има литературни податоци каде што вела дека пациентите кои што биле со хипотироза имаат пролонгиран ковид, значи подолго трае оваа состојба, меѓутоа сепак е тоа се, да речеме, литературно подкрепено. Кај нас, да, точно, ги гледаме дека има такви пациенти, меѓутоа не е дека е нешто драматично или нешто што треба да крене некаква паника. Најтешки се овие пациенти кои што доаѓаат со овие температури, имале фаза со ковидот кога била подраматична, со покачена температура и се што си носел ковидот, и таман мислеле дека се смирува, повторно се изложени на истите компликации. Тука стравот е повеќе тој што
преовладува отколку самиот проблем со тироидната жлезда, меѓутоа сметам дека со добар разговор од страна на лекар дека сето ова може брзо да се надмине. Докторки, имаме гледач на линија, само ќе го замолам покусу, затоа што немаме многу време. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, Слободанка. Поздрав многу иска до тебе и до вашата гостинка. Поздрав и до вас. Да, благодарам. Сакам да прашам, прво едно прашање за Хашимотото, дали е наследно? И друго, ме интересира дали кортикостероидите, примерни, да речеме 2 години поради некоја автоимуна болест, дали може да ја оштета тироидната, односно тие хормоните, зашто сега моментално ТСХ е на граница и тоа ме интересираше. Се работи за помлада личност, не е за мене, така да ќе ви благодарам на одговорот. Поздрав. Хашимотото е автоимуно заболување, што значи дека самиот пациент си ја носи предиспозицијата за себе. Меѓутоа, факт е дека во една фамилија и мајката и ќерката може да имаат ваква состојба и тогаш велиме ако веќе кај еден од фамилијата е развиена, значи почетокот е баба или мајка, очекувано или може да очекуваме нели како поголем процент дека ќе се развие и кај останатото поколение. Меѓутоа морам да нагласам дека е автоимуно заболување, дека не спаѓа во на нели генетика или наследност која што е позната за останатите заболувања. Во однос на второто прашање, кој станува збор за кортикостероидите, да, многу често се случува да како терапија имаме проблем ако особено пациентот веќе има некаква терапија дадена за тироидната жлезда, да потешко можеме да ја постигнеме очекуваната вредност на хормоните, особено кај хипотирозата, вредноста на ТСХ, бидејќи пречи со неговиот ефект на самиот лек. Тоа што е ова ТСХ гранично, што го кажа пациентот, може да се должи на долгиот период на употребата на кортико и во мали количини, меѓутоа долготрајно. И сега тука само треба да се процени дали да се почне, ако не е почнато, дали да се почне со терапија или да се причека, ако се гледа крајот во лекувањето со кортикотерапијата, да се причека да се види дали ќе се стабилизира после одредено време и вредноста на ТСХ или ако остане така како што е, да треба да се стартува со терапија. А ако е веќе на терапија пациентот, да биде потенцирано кај лекарот што го лекува, дека нели не треба се дават многу високи дози, бидејќи има причинител зошто не може да се постигне доброто ниво на вредноста на ТСХ. За крај би оставила секако уште само прашањето со вакцинација. Дали им препорачувате на вашите пациенти, дали треба да се вакцинираат и секако со која вакцина? Ќе почнам од вториот дел. Секогаш во овие 2,5 години колку што трае пандемијата, односно години и пол од кога излегоа на пазарот вакцините, нашиот став е вакцинирајте се со првата достапна вакцина. Значи, нема со која вакцина, туку таа што ја има, таа грабнете, ја земете и вакцинирајте се. Затоа што имаше по интернет, не е оваа вакцина, не е апсолутно. Во ни еден од овие наш достапни што ни беа 4 вакцини во нашата држава, немавме во ниедна од вакцините препорака, односно дека имавме контраиндикација да не се даде кај пациенти кои што имаат тироидно заболување. Така да пациентите слободно можеа да се вакцинираат со било која вакцина и ние сме нормално силни поборници дека таа треба да се изведува, така да слободно, без разлика на било која група, морфолошка, функционална, малигните заболувања, иако нели тука спаѓаат исто во морфолошките, слободно да се вакцинираат без да се прави ограничување со која вакцина ќе бидат вакцинирани. Многу ви благодарам на ова ваше гостување. Се надевам дека им бевме од полза, од корист на гледачите. Секако и на гледачите им благодарам многу што беа ова утро со нас и останете со нас бидејќи следуваат најновите вести на Алфа телевизија.